Верувам дека ви беше забавно и интересно досега, така ќе остане и натаму, а за да го задржиме вниманието и да го споделиме она што сакаме генерално да го споделиме и да ве поканиме и вие да сте дел од Генералка Викенд, ќе дадам иницијативата со уште едно видео токму од нив. Поради недоволно развиена екосвест кај дел од граѓаните на општина Делчево, овој спортски објект го доведовме во ваква урнебесна состојба и го изгуби својот сјај и намената за кој што бил некогаш изграден. Јас сум ученик од гимназијата Методи Митевски Брицо Делчево и денес сме овде со нашиот тим на Генералка Викенд да подигнеме еколошката свест кај сите граѓани во Делчево, бидејќи последиците на несовестното однесување се одразува на сите нас за еколошко, економично, еко-френдли Делчево. Ова е нашето мото. Не само Делчево, многу локации, многу дестинации во Македонија и ми е потребна ваква иницијатива на Генералка Викенд, која постои веќе години наназад и која дополнително ги вклучува целите семејства. Гордана и Ханес, споделете ни за вклучувањето и на семејствата и на сите они организации кои ќе ве поддржат околу оваа иницијатива. Да, оваа година подпишавме меморандум со Министерството за образование, бидејќи веќе над 300 училишта беа вклучени низ цела територија на Македонија. Така да годинава го официализиравме тој дел и во оваа иницијатива, во таа соработка се вклучува и УНИЦЕФ со нивната кампања The World Largest Lesson, најголемата лекција на светот, која што е прекрасна програма за еколошка едукација на основните училишта и средните училишта. Се тоа го комбинираме со теорија, со лекции кои што училиштата ќе ги имплементираат на 9 мај во петок и ќе учат за тоа како да рециклираат, се што е поврзано со здраво менаџирање отпад, а потоа после овие лекции ќе излезат надвор и ќе го исчистат училишниот двор и самото училиште. Меѓутоа ова ќе продолжи во текот на викендот, сабота и недела, 10-11 мај, кога во сабота заедно со нивните родители и целото семејство ќе го исчистат домот и дворот каде што живеат, иако е и стамбен објект, зграда, ќе го исчистат и јавниот двор и околината околу, а во недела имаат задача заедно со нивните пријатели или повторно семејство, ако отидат на пикник место, во парк или на прошетка, да го исчистат целиот отпад што ќе го сретнат по пат. И домашната задача е да го фотографираат сето тоа и во понеделник да го презентираат како завршена домашна задача. Одлично, да не остане само како домашна задача, да стане навика за живење. Огромен поздрав до мојата соседка Бранка, која што направи ваква иницијатива во нашата зграда и сите соседи излеговме и засадивме се што е убаво и зелено и сега имаме прекрасен двор во срцето на Тафталиче, кој што малку треба за да ја направиме промената. Но ајде да ги погледнеме фотографиите токму од Генералка Викенд и уште повеќе да се мотивираме зошто треба да имаме и да живееме во зелена Македонија. Слободно коментирајте ги фотографиите. Да, ова беше во Могила, во училиште. Ова беше чистењето на Национален парк Шаопланина. Гледате за која количина на отпад се работи. Веачка река беше затрупана во отпад, слоеви и слоеви кои што се исчистија. И после 25 години за прв пат беше имплементирано редовно собирање отпад во селата Вејце и Вешала. Година ова е армијата, кој што 3 дена беа длабоко во отпад. Вклучени во самата акција. Да, мислам дека ова е од општина Струга, каде што минатата година 200 ученици го чистеа целиот брег на Охридското езеро во Струга. Прекрасна акција беше спроведена таму и се селектираше отпадот. Ова е чистењето од 2022, чистењето на островот на Вардар во Велес. Спасителите, тоа е прекрасна една екипа на волонтери и активисти кои што со брод не знам колку пати отидоа до островот и го исчистија целиот отпад. Браво. Да.
Сега не ме фаќате за збор, не можам да се сетам точно од која општина, меѓутоа еве вака од прилика изгледаат акциите во училиштата. Полни вреки, но имаме сини и жолти. Да. Само да објасниме разликата помеѓу Да. сините и жолтите за оние кои што не знаат. Жолтите има до секоја општина доставуваме 1 месец пред акцијата материјали за собирање отпад. Тоа се жолти вреки за пластика и лименки, сини за хартија и црни за мешан отпад. Ракавици доставуваме, маички, вода, промотивни материјали како постери и летоци, особено за училиштата, каде што е напишано како треба се селектира отпад. Така. Тоа е символиката на боите кои што имаме пред Да. нас. Имаме тука и кабаст отпад, често пати имаме и ваква слика низ нашиот град и држава. Битола, тоа се местните и урбани заедници се посветени, толку посветени луѓе во Битола имаше минатата година и годинава ни најави исто над 2000 волонтери. Одлично. И се чистеше буквално цел град. Пред 2 години во Крива Паланка и после самата акција, бидејќи знаете многу после ковидот, беше на луѓето им требаше некое здружување. И во Крива Паланка општината организираше еден вид манифестација после самото чисте, бидејќи во Крива Паланка се чистеше во над 50 локации, 350 волонтери беа вклучени. И потоа на плоштадот прославија со изведби на локалните групи, песнички, оркестри. Имаше околу 2000 публика, беше прекрасно и беше се поврзано со живот на село. Добрата работа е убаво да се прослави со добра игра потоа. Апсолутно. Да, ова беше, мислам, во Карбинци. Една прекрасна општина. Имавме можност со Ханес да ги посетиме сите општини лично и мислам дека секој од нас треба да го направи тоа, Така, да бидејќи се запознаеме поубавото од ковината. Ова е чистењето на, мислам дека е во Прилеп на езерото или е Мантовско езеро во Конче. Се чистеа со нуркачите од Охрид, се чистеше за прв пат езерото внатре и целата околина. Ова е Крива Паланка, една од најчистите и најзелени општини, морам да споменам. Убаво да пофалиме, не само да критикуваме, така? Да. Буквално сите граѓани беа излезени и кога по завршувањето на генералка ние секогаш праќаме анкета до општините да ги прашаме што беше добро, што не беше добро, како може да се подобри нешто, бидејќи тој фидбек ни е неопходен за да бидеме подобри следната година или грешките што сме ги направиле да ги поправиме. Да, Евалуација и она што највише го добивме како одговор беше дека да, изчистиле и тоа им дало многу убаво чувство, меѓутоа тоа што правеле здружено, конечно нешто заедно. Тоа е она што на сите како граѓани ни недостасува, да правиме нешто здружено. Заедно. Така. Дека имаме убав позитивен пример, тоа ќе го видиме и низ фотографиите на професор Марина, да слободно коментирајте ги, бидејќи имаме убави позитивни примери токму од вас. Прекрасни рурални жени од Преспа. Одлично. Да, здружени заедно во активности, во подготовка на храна, како што ви кажав и на почетокот, на смејание видите. Значи, така. Вака изгледа една жена покрај сите тие обврски, се неверојатни, со енергијата и начинот на кој што сакаат да се вклучени, да се дел од општеството и како придонесуваат. Бев на Фулбрајт во Америка, работев во Texas A&M University и токму беше лабораторија за однесување, односно за човечко однесување. Ваква лабораторија направивме на нашиот факултет за експериментална економија и бихевиористичка и е всушност можност за студентите токму да имаат можност да научат и методологијата и да работат на истражувања. Исто така истражување кои што ги работиме со потрошувачите, меѓутоа ќе работиме сега и еден проект со земјоделците директно кои што ќе бидат дел од тоа истражување. Ова е едно фантастично семејство од Ресен. Ми беше пример, како што ви кажав, се со 4 деца, со маленки, со лешници, со јаболко, се е средано под конец. 4 деца секоја чест. Да, јас бев фасцинирана како функционираат, колку се организирани, каква е организацијата на времето и како се вклучени децата во сето тоа. Така што ви кажав, мотив ми се токму вакви. Така. Да и ние на нашите деца дадеме ваков пример. Каков пример, тој го зборувам и дома со моите деца.
прекрасни две жени, Јадранка и Ружа, производство на Маџун. Огромен поздрав до госпоѓа Јадранка и Ружа. Да, значи фантастични земјоделки. Ова е баш, мислам дека за денот за меѓународниот ден за рурална жена. И повторно ќе кажам, се гледа и нивната среќа, нели? Така е. Како зрачат. Така е. Васка Бојсовска, може би ја знаете. Секако чест посетител на Канал 5 и наш голем пријател. Изводредна жена. Прекрасна е Васка. И така, една од милините, можам да кажам, жени како мотивира, како е вредна и како успеа. И да, активно работи, Да, а сепак успева да го прави оно што го прави секојдневно. Така. Голем поздрав до неа. So UN Women. Ова позадината е нашата деканска сала и веќе види деканот интересно беше активистички денови за поддршка на жените, меѓутоа ни беше интересно. Така. Ние не сме имале досега жена декан. И така баш UN Women одбра како позадина, меѓутоа е интересно колку навистина мислам придонесот во секој случај на жените на факултетот е голем и подеднакво значаен. Така е. Насмевката дефинитивно Да, насмевка, да. Ова е лабораторијата, почетоците за бихевиористичка и експериментална економија, каде што кажав дека се можности. Значи се обидуваме да отвараме можности за студентите. Ветуваме дека ќе ве посетиме и ова ќе го прикажеме многу подолго и повеќе и во нашата емисија. Следниот експеримент ќе биде со земјоделците, кој што ќе се работи на можни сценарија за промена на нови мерки во програмите за поддршка за земјоделството и ќе тргнеме да кажам со еден пристап каде што прво ќе обезбедиме резултати базирање на знаење, а потоа ќе делуваме врз креаторите на политиките, така што ќе биде интересно и тоа да се сподели. Професорот од Америка, кој што е голема поддршка, тој е мојот ментор во Texas A&M, меѓутоа благодарение на него и поддршката и отворивме лабораторијата, започнуваме со првото истражување. И јас поделив, ова е токму и нашето издание за монографијата за факултетот, напомена деканот, или дека сме едни од најстарите факултети. И голема значајна ни е токму оваа соработка. Дали овој професор има посетено Македонија? Неколку пати, секогаш едве чека да биде поканет. Така, одлично. Ужива, да. Одлично. Анкара, морам да споделам, значи ова е настан организиран од UN Women за сите нивни регионални, да кажем, беше конференција за сите нивни канцеларии, каде што бевме поканети како добар пример, можеби еден од најуспешните, заради тоа што успеавме да направиме работна група за родова еднаквост и за екнување на жените во рамките на Министерството за земјоделство и да се воведе и промени прва родово одговорна мерка. Така што бевме повикани како пример за сите нивни регионални, како почнувајќи од потребите на жените сме направиле силна институционална промена. Ова верувам од истиот Да, настан, да, и истиот како е настан. потребно во Анкара да се примени истото. Да. Следна фотографија. Ружа, исто така. Огром. Повторно, значи гледате дека овие ми се омилени настани, ова беше настан кој што го организира во вилата на председателот, каде што беа поканети руралните жени со нивните производи, со нивните доработки, како резултати на таа мерка која што беше воведена за финансиска поддршка за нив. Така што секогаш присутна и секогаш со големо задоволство, повторно ќе кажам. Таа обуката што напоменав со мажите и жените, морам да ја споделам, голема група, меѓутоа ми беше навистина огромно искуство. Токму тоа работевме во Америка во истражувањето дека мора да се влијае на социјалните норми и традиција преку стереотипите кај мажите. Така што ми беше навистина големо задоволство и некако успех дека на крај сепак успеавме од одредени бариери да се соработуваат и да сватиме дека навистина тоа е пристапот. Студентите на Кванташки, редовна посета. Вчерашниот ден кога се слушнавме, кога ми споделивте дека сте на Кванташки, навистина секоја чест за вас и како професор и излегувањето од училницата да ги однесете студентите во реалноста на некој начин. Какво е нивното чувство? Нивното чувство е се што сме учеле цел семестар, го гледаат и го учат во еден ден. Реално. Значи, со, да кажам, некаква
слика на некој мини систем во земјоделството, секоја чест на трговците и земјоделците кои што ни посветуваат време, спремни да им објаснат како функционира и верувајте, секогаш реакцијата на студентите е фантастична, заради тоа што знаат да кажат, сега ни е јасно што зборуваме. Секоја чест за вас како професор да излезете на терен и да го покажете тоа низ пример, практичен пример. Мора ова исто дел од пазарите, дел од мојата мотивација, искрено се трудам да им покажуваме можности, да им отвараме можности. Пазар на млеко. Да, работат на... Ете, токму и тоа дел од посетот од Квантешки, они предходно работат на одредени пазари, па потоа посетуваме на терен да видат како функционира. Преку лабораторијата, преку посетите, задолжително стручнекот пракса 2 пати годишно повикуваме во предавањето и повеќе. Исто така им воведовме задолжителна пракса до овој петок. Јас инсистирав секој петок одат на работа во компанија. Да, дури бев малку, се шалам построга, им реков, видете за подпис, морат пракса. Вие барате секогаш практична настава, имаме можност, отворена соработка со компаниите, 10 недели работа секоја недела, и јас тоа го гледам како чисто дека им создава можности. Значи, мојата улога да им создадам можности за знаење, они ќе го одберат понатака тие патот, меѓутоа ние мора како професори да им секоја чест за истото. Да мене. И навистина е создавање можности. Да. И нивната активност е секако фантастична, како што гледате активни сте и навистина сакаат да се дел. Има многу во нив. Се зборувавме на паузата претходно, нови генерации, веќе поразлични, со различна дигитална писменост. Мора да се трудиме ние да се адаптираме кон нив, меѓутоа исто така да им ги покажуваме можностите и патиштата и секако секогаш велам искористете ги Еразмус, има Цепус програми, но вратете се дома. Убаво кажам. Ви благодарам за се оно што го правите и ќе ве посетиме и на вашиот универзитет за да го прикажеме тоа низ пример. Да ги видиме фотографиите од деканот, од господинот Марковски, декан на Градежниот факултет. Слободно раскажувајте низ пример оно што го гледаме. Ова е универзитетот РУР во Бохум, Германија, со кој што имаме изворена соработка долги години. Девојката со шапката е туку-што докторирана, наша асистентка. Десно од неа е професорот Питер Марк, кој што е голем поддржувач на нашиот факултет, на нашиот универзитет и на нашата држава. Со возбуда можам да информирам дека професорот стана почесен професор на нашиот универзитет. Браво. И на 30 следниот месец мај ќе му биде доделено тоа престижно признание. И професорот е голем поддржувач. Марија Доцевска е асистентка на нашата катедра по бетонски конструкции и мостови. Професорот ги спонзорира, односно ги стипендира нашите кандидати. Браво! Работат докторати таму, докторираат во Германија, се враќаат назад. Значи, имаме една комбинација на одлична соработка. Дел од времето го поминуваат тука, бидејќи ни се потребни и нам овде. Дел во Германија, експериментите ги работат тука, ги работат таму и имаме досега докторирано 2 колешки, едната е веќе вонреден професор, Марија Тазе доцент. Станата еден асистент ни е сега при крајницо и една соработничка исто во Германија. Секоја чест, многу убаво ова да се слуша. Апсолутно, одлична соработка и да го потенцирам. Создадовме на одлична мрежа на поразни активности и се надевам дека тоа ќе продолжи понатаму. Што гледаме на оваа фотографија? Да, ова гледаме како вие се релаксирате екологијата треба од себе да почне човек со екологија, да. Значи, една од моите хоби е во веслање кајак. Не знам, значи да не користиме мотори на натрешно согорување во езерата, посебно во Охридското езеро. Например, ако навистина се грижиме за квалитетот на Охридското езеро, тогаш можеме многу лесно да донесеме одлука да не смее да се користи мотор со натрешно согорување. Еден дел од загадувањето веднаш ќе биде намален. Значи, секоја промена треба да почне од себе. Ова беше многу интересно кога ви ја споделивте. Веројатно не ви е јасно. Да, веројатно не ви е јасно. Пред еден месец со цементарница Усија во рамките на овој наш заеднички проект
одржавме конференција, еднодневна конференција во Скопје, на која што говоревме како градежништвото, што се градежништвото може да направи за да се намали емисијата на CO2. Јас имав една презентација, подготвувајќи се, истражувајќи, дојдов до еден многу интересен податок, дека 65-6 милиони години наназад, кога бил денот Д за диносаурусите, причина за нивното исчезнување од планетата има повеќе теории. Едната теорија е дека причина за тоа се климатските промени. Климатски промени, термин што многу често го слушаме сега. А климатските промени настанале поради преголемата емисија на CO2 од вулканите, тогаш многу активни. Така. И сега тука нормално се поврзува дали ние сакаме да бидеме диносаури, да останеме хумани суштества, односно или сакаме да се претвориме и ние во некои хомосауруси и да исчезнеме еден ден од оваа планета. Бидејќи можете да замислите тие огромни чудовишта за себе што мислите дека се неуништиви, дека се всемоќни, трајни, вечни. Мислам дека и човекот гледа на себе. А ние истото, ние ем помали од нив, ем поситни, поранливи, а никако не почнуваме да водиме сметка. За да остане впечатокот поголем, на мојот внук ја поземив маската од диносаурус и на крајот на презентацијата ја ставив на глава и ефектот беше голем. Секоја честна метафората која што сте искористиле. Старата скопска чаршија, ова е во нашата стара чаршија, бисерот на Скопје, кој може да биде уште поголем бисер. Ако се води сметка, фотографијата е со мој пријател, професор Виктор Маркелј од Марибор, од Универзитетот во Марибор, собственик на фирмата Понтинг, еден од врвните европски проектанти на мостови, можеби, ајде да не кажам, меѓу првите 5 во Европа, големо пријателство меѓу нас, често се посетуваме едни со други и така, тоа се пријатни мигови, исто, една исклучителна личност кај нас. Еве, она што исто сакам да го потенцирам, од каде заслуга на професорот Питер Марк да го добие звањето почесен професор, затоа што за нашите кандидати, за нашите асистенти и соработници покажува една навистина невидена грижа. Не само во областа на науката, и каде што тој е врвен академик е на Северна Рајна Вестфалија и така натаму, со огромен број на трудови, истражувања. Моментално професорот, еве кога сме кај екологија, животна средина, има добиено научен проект во вредност од 15 милиони евра за реискористување на конструктивни елементи. Значи, наместо да се создаваме отпад, да ги истите тие примениме некаде. Значи, огромен проект во кој што ќе биде вклучена и колешката Марија. Меѓутоа, она што сакам да го напоменам е дека престојот во Германија се обидува да им го направи мултидисциплинарен. Ги носи по концерти, по изложби и така натаму, така што, верувајте ми, кога доаѓаат тие после првиот престој, имаат тотално различен поглед на светот. Секоја чест. Ова е Дејан, асистент исто кај нас, кој моментално го привршува докторатот, исто во Германија, кај професорот, ова е во кабинетот на професорот. Докторирани во Германија, Марија со највисоки почести, значи оценка што многу ретко се добива таму, не е тоа баш така девалвација на оценките, меѓутоа тоа за нас е лично гордост и една од тие 20 докторанти кои работат беше една од најквалитетните. Третиот соработник е вие не е наш соработник на катедрата, исто така моментално е таа во Германија, во нивната лабораторија прави експерименти. Трет докторант кај професорот Марк и првата колешка Симона Богоевска, која докторираше пред 4-5 години, е од катедрата за ветрово инженерство, инженерство на ветер, кај професорот Рудигер Хофер, кој што практично беше иницијатор заедно со професор Шмите. Со задоволство ги споменувам, иако тоа претпоставувам не значи ништо за вашите нивните имиња, но чувствувам обврска да ги спомнам, бидејќи луѓето вложија многу за оваа соработка, да, а особено
да градежниот факултет се најде во центарот на ваква плодна научно-истражувачка сработа. Мостот Асном, кој за жал се уште е вон функција, со проектантот пред него сликан, значи ова е, така да кажам, мој проект заедно со колешката Доцевска Марија и уште неколку колеги. Тажно е. Зошто не? Да, зошто? Не знам. Наведете ми уште еден град, главен град во светот, во кој што има два завршени моста и стојат неупотребени со години. Јас не знам за таков случај. Тоа е токму покажува за некои слабости во организацијата. Така, мостов е пуштен 5 години. Не, може не 5. Ова ми е, се разбира, најдрагата слика. Нема дедо што нема да се пофали со внуците, нели? Кои се, како се нивните имиња, да не ги заборавиме, споделивме многу имиња, но ова се едни од најбитните имиња. Да, едни од најбитните имиња, поголемиот е Кирил, а помалиот е Кузман. Двајцата се од мојата ќерка, а она што е значено на оваа фотографија направена е за празниците сега за Великден. Јас бев тестиран дали можам да се грижам за нив неколку дена. Дали го положивте вие тестот? Положив. Сега не знам дали да бидам среќен за тоа или не, но како и да е, тестот го положив успешно, така што и двајцата беа задоволни, јас уште повеќе поминавме прекрасни неколку денови дружејки се, така што ова ми е една од подрагите нормално фотографии. Така. И како човек, и како родител, и како дедо пред се, и натаму да останете горди на она што го правите. Една кратка мисла за крај, бидејќи имаме уште многу малку време, имаме само речи се 3 минути. Од вас до целата публика која што денеска е заедно со нас. Да ја развиваме свеста, бидејќи од сите нас зависи во какви услови ќе живееме. Секој од нас може да придонесе, а може и обратно, да го расипе веќе создаденото, и се што работиме, да работиме со љубов. Љубовта е водечка категорија во себе. Без љубов нема ништо. Господја Гордана. Што да кажам после ова порака на декан? Одговорност, отчетност и се со љубов. Апсолутно. Господине Ханс? Во Македонија нема печат, нема бизнес. Ова не знам како да го разбереме, но се надевам дека публиката ќе го разбере како што треба. И професор Нацка? Да продолжим, да тргне промената од секој од нас лично. Мора и да влијаеме на тие кои што можеме на тој начин исто да тргнат промената, да не чекаме никој друг. Сепак сме ние тие кои што треба и од домот, и од околината, и кон оние кои што може да делуваме, ние кон студентите, кон младите, кон децата, меѓутоа мора сериозно на тоа да работиме и повторно јас ќе кажам напомена пак околу некои меки вештини, одговорност, емпатија, здружено да помагаме. Тие работи малку се губат, има тенденција се губат, да ги негуваме. Така е, да направиме промената која ни е потребна. Да подсетиме, Генералка викенд од 9 до 12. Каде може да се пријават уште еднаш, кои се може да биде дел и локации на кои што ќе се случува истото? Секој може да биде дел од Генералка и секој е дел од Генералка, бидејќи одговорноста е на сите нас, како што спомена и деканот. Секој може да учествува, не мора да оди на некоја далечна локација, ако секој еден од нас излезе на тротоарот и дворот и надвор од дворот, улицата и тротоарот што се пред неговото живеалиште и да го исчисти тоа. Ако замислите кога секој еден би го направил тоа, ќе имаме чиста земја. Да. Важно е, како што кажав, пред се за здравјето, знаеме што се случува на онкологија, сето тоа е предизвикано од големо загадување, од секој аспект, поврзано е со туризам, поврзано е со економија, поврзано е буквално со се. И тоа можеби и треба да се свати, како што кажа деканот, треба да имаме свесност дека секој аспект е поврзан со секој друг аспект. Излезете, пријавете се на Генералка викенд, веб страната е отворена, секој има апликација за регистрација, секој може да се пријави, ќе ве поврземе со координаторите во сите општини. Ама најбитно е излезете пред себе, како што мајка Тереза почнала од прагот напред и потоа продолжувам. Така.
Ви благодарам многу, поврзани беа и вашите теми и буквално се она што го споделивте денеска, верувам дека беше корисно за сите кои што беа заедно со нас уште од рано и зутрина од 6:45. Секогаш во вашиот дом сакаме да донесеме најдобрата тема и да разбудиме свесноста не само за екологијата, туку колку сите ние сме битни да го направиме ова парче земја подобро утре. Останете и натаму на Канал 5, не менувајте го каналот.